26 февруари е датумот кога во Македонија официјално е регистриран првиот случај на коронавирус. Пациентката е позитивна за вирусот COVID-19, што значи дека е таа првиот пациент во Скопје диагностициран за заболена со овој причинител. Итниот одговор на новата болест вклучуваше и итни набавки. Под тој превес, институциите потрошија повеќе од 8 милиони евра во периодот од март до октомври за набавка на заштитна опрема, маски, скафандери и ракавици. Но исти работи се купуваа по значително различни цени. Во сета оваа криза, освен што ризиците на корупцијата се зголемија, се покажа и недоследностите во, немањето системски документи и процедури за планирање и за реализација на набавки во вакви кризни ситуации. Транспарентноста во постапките на јавните набавки, разликата во цените, рокот и квалитетот на испорачаните услуги се само дел од она што го чешлаат антикорупцијска и Државниот завод за ревизија, на чии се адреси ќе чукнат за проверка. Затекнати со појавата, а подоцна и со развојот на COVID-19 епидемијата, многу институции тргнаа во итна набавка на заштитна опрема. Таквите постапки не одеа со јавни огласи на кои може да се пријави секој конкурент, туку преку директни преговори во 4 очи со мал број, па и една фирма. Намерата, заштитата да се добие итно, се судри со ниската понудувачка на пазарот, па голем дел од фирмите ја искористија можноста драстично да ги поскапат производите. Според новата анализа на Центарот за граѓански комуникации, невладина организација која активно ги следи и итните COVID-19 набавки, во периодот од март до октомври се склучени вкупно 523 договори од крајна итност, чија вкупна вредност изнесува 8,1 милиони евра. Бројот на институции кои склучиле вакви договори е 103, а половината од нив се од областа на здравството. Како продавачи се избрани 204 различни фирми, но на секои 100 потрошени денари, 42 отишле кај 5 компании. Или највисока вредност на склучени договори од 1,2 милиони евра има Биотек од Скопје за 13 итни набавки. Вторе Гифти Текс од Прилеп, која во 2 договори за итни набавки продава добра за 1,1 милион евра. Соникс Анастасија добила 9 итни набавки во вредност од 485.000 евра, Лисаком од околу 300.000 евра, а најголемата фармацевска компанија во земјата Алкалоид е петта на листата со вкупна вредност од околу 265.000 евра за 17 склучени итни договори. Најмногу пари на итни набавки потрошило Министерството за внатрешни работи, околу 2 милиона евра. Далеку помалку, 730.000 евра потрошило Министерството за здравство. Следуваат Клиниката за травматологија, Центарот за јавно здравје Скопје и COVID центарот 8 септември. И додека е разбирлива потребата да се набавува итно, Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации потсетува дека и во тој случај е потребна отчетност за потрошените јавни пари. Забележува дека многу од итните договори ги немаат потребните елементи, прецизен опис што точно се набавува, количината и поединечната цена. Отсуствуваше навистина еден систем, отсуствуваше насоки од надлежните институции. Дали е тоа Бирото за јавни набавки, Министерството за финансии, Министерството за здравство, Комисијата за заразни болести, значи некој да даде насоки на каква работно место со која изложеност на потенцијалот за зараза, каква заштита треба да се примени. Дали во комунално предпријатие за чистење смет навистина му треба најскап скафандер? Или во болницата да купат најефтин скафандер. Значи, мораше да има систем или таа потреба да се образложи. Да образложи тоа комунално предпријатие зошто му требаат скафандери со највисока заштита. А зошто во болницата не требаат скафандери со најголема заштита. Значи, отсуствуваше една таква, да кажам, едно чувство за рационално, да докаже дека рационално ги трошеле пари. Комуналното предпријатие кое купило скафандери за една употреба со највисока заштита во итна постапка е од Струмица, а договорот може да се најде на сајтот на Биро за јавни набавки. Па прашавме и самите, зошто имале потреба токму од такви скафандери, но и зошто ги платиле речиси најскапо во земјата 1156 денари од парче, кога медицински установи купувале скафандери за повеќе употреби по пониска цена. И по 10 дена чекање не добивме објаснување. Освен кај скафандерите, големи разлики има и кај останатата заштитна опрема.
Например, маски од видот N92 биле купувани за 66 денари од парче, но и за речиси 5 пати поскапо, 313 денари од парче. Кога се во прашање заштитните ракавици, има примери за договори каде една ракавица чинела 1,8 денари, но и 9,3 денари. Најскапи ракавици купило МВР во времето кога беше раководено од технички министер и покрај тоа што е набавена најголемата количина наеднаш во земјава од 4 милиони ракавици. Зошто Министерството платило најскапи ракавици покрај пазарната логика дека кога купуваш повеќе, цената по парче би требало да биде пониска? Од МВР не одговараа директно на прашањето, туку објаснуваа дека е реализирана само половина од набавката, вредна 40 милиони денари. Во текот на март спроведена е постапка со преговарање за набавка на, како што рековте, заштитна опрема и уреди за телесна температура без објава на јавен оглас. Склучена е рамковна спогодба, а она што прашувате за рамковната спогодба со фирмата Биотек, реализирани се околу 24 милиони денари. Ангеловски додава и дека документацијата за тендерот веќе им била побарана од антикорупцијската комисија. Да, вршени се проверки и она што е потребно како документација е доставено. Овие огромни разлики во цени, според Герман Филков, можеле делумно да се надминат ако имало подобри насоки од надлежните институции. Поголема рационалност според него би се постигнала и доколку се спроведувале групни набавки, например, за сите здравствени установи. Не оние специфичните што може би и требаат на болницата во Битола, но не и требаат на, болницата во Штип. Меѓутоа, оние заеднички можеше да се направи навреме да се обезбеди, да се направи една набавка и да им се даде насоки на тие институции што да набават, некакви ориентациони цени да им се даде за да се знае дека над таа цена може би се преплаќа. Имавме пред неколку денови една консултативна средба со представниците за јавни набавки на многу институции, на 50 на институции во земјава. Сите ја истакнаа потребата од еден таков, дека ќе им користеле многу едни такви насоки дадени било од која надлежна институција, за да знаат од прилика како да се движат со набавките, а не да бидат буквално ставени сами на себе, каде уште повеќе ризикот од корупција, мислам дека има плодна почва. Истражувањата на Центарот за граѓански комуникации веќе го привлекоа интересот на антикорупцијската комисија, која уште во средината на април најави мониторинг на COVID-19 тендерите. Причината беше зголемениот ризик од корупција. Подоцна им се приклучи и Државниот завод за ревизија, кој го додаде следењето на тендерите и распределбата на донациите во својата годишна програма. Од ДКСК вела дека имаат неколку оформени предмети и дека ги работат заедно со Државниот завод за ревизија. Со цел проверка на наводите и утврдување на фактичката состојба во конкретниот предмет, Државната комисија за спречување на корупција побара податоци и информации со прилог документација во врска со посочените постапки од повеќе државни институции, при што во законски утврдениот рок тие беа доставени до Државната комисија за спречување на корупција. Во тек е постапката на анализирање на прибавените информации и документација во соработка со Државниот завод за ревизија. Во Државниот завод за ревизија не откриваат детали за конкретни предмети, но велат дека под ревизија се набавките и донациите на 42 институции, меѓу кои на Генералниот секретаријат на владата, министерства, општини и акционерски друштва во државна сопственост, но и 23 јавни здравствени установи и ковид центри. Во пари, предмет на работа на ревизорите се тендери во вкупна вредност од 5,5 милиони евра, што е околу 80% од вкупно доделените договори. Кај донациите пак се чешла нефинансиската помош, која е во висина од над 1 милион евра. Одлуката на ревизија да провери, а антикорупцијска потоа потенцијално и да постапува, не е релевантна само за периодот што помина. COVID-19 кризата постојано носи нови ризици, кога е во прашање транспарентноста и корупцијата. Последниот голем врел договор е оној за чувањето на вакцините. Министерството за здравство во постапка без објавување на јавен оглас одлучи работата да им ја даде на 5 компании. Нема ништо нетранспарентно. Ние ги објавуваме и состаноците, објавуваме и слики од нашите посети и сакам да изразам благодарност заради тоа што сите компании кои што се практично во овој систем на
чување и дистрибуција на вакцините, дадоа согласност да тоа го прават апсолутно без никаков надомест. Дилемата и во овој случај е иста. Законот дозволува директно договарање во итни ситуации, но дали средби и консултации во тесен круг се доволни за една набавка да биде наречена транспарентна?